Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што ќе слушаат, се разбира, емисијата насловена како Глас на вистината. Така да мене ми е мило и драго што можеме повторно и оваа вечер, се разбира, со помош Божја, со милоста на нашиот Господ и Спасител, да бидеме заедно и се разбира да се дружиме во Неговото присуство. Всушност, кога ќе го читаме Словото Господово, ќе ги откриеме сите Божји ветувања дадени кон Божјиот народ. Всушност, кон нас. Исус вели дека Тој е меѓу нас. Тој е Емануел и Тој е со нас и еден од нас. Во Евангелието на Матеј, 18 глава ни е запишено каде се собрани двајца и тројца во Негово име, дека Тој е тука меѓу нас. Јас длабоко верувам дека Господ е тој кој што ја води оваа емисија и Тој е меѓу сите нас. Исто така, Библијата ни зборува за Божјото присуство, дека Бог е сегде присутен. Па дури во едно место псалмистот Давид зборува: дури да слезам од долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господе, Ти си со мене. Потоа во Евангелието на Матеј 28 глава Исус кон црквата дава една многу јасна порака. Всушност порака на ветување дека Тој ќе биде со нас до свршетокот на светот и дека нема да не остави, се разбира, сираци. Господ е присутен и Господ е меѓу нас, меѓу сите нас. Каде да се наоѓаме, Тој е секогаш со нас. Затоа не би требало да се чувствуваме, иако понекогаш во одредени моменти, ситуации или време, ние се чувствуваме дека сме запоставени и оставени од сите други. Но сепак мораме да знаеме дека каде и да сме, што и да се случува со нашиот живот, Господ е со нас. Па дури во длабочините на најдлабокото море или океан, таму е и Господ. Ова вечер сакам да зборуваме исто така за многу важна тема. Иако често пати ги најавувам, темите дека се исклучително важни, и сметам, и не само што сметам, верувам дека секоја тема која доаѓа од самото Свето Писмо, всушност таа доаѓа од самиот небесен престол, од самиот Бог. И кога ние го читаме Словото Господово, всушност Бог е тој кој ни ги открива работите и тој ни зборува. Сакам да зборувам за една доста исклучително, многу важна тема, за која што дури Господ Исус и апостолите зборуваа. Затоа е потребно да се чита Новиот Завет. Всушност, да се чита Словото Господово, Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Ке зборуваме за трансформација. Може би нема да го начекате или да го најдете овој збор трансформација, но сепак самиот Господ Исус Христос зборува по оваа прашање и не само што тој зборува, туку единствено дава и одговор по оваа прашање. Што е тоа трансформација? Тоа значи дека кога некој ќе стане верник, тој е веќе нова личност, не е веќе како и порано, зашто со стариот живот е веќе завршено и започнува нов живот. Еве вака изгледа една личност која што ќе го трансформира својот живот. Еве што ни рекол апостолот Павле до 2 Коринтијаните 5 глава 17 стих. Тој вели вака: и така, кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се ново создава. Зборот трансформација во библискиот речник ќе го најдеме како наново роден човек, човек со обновен живот, или Библијата ни зборува за преобразба. Ние некој од наредните емисии ќе стигнеме до еден класичен пример каде што во
едно ноќно време Исус разговара со еден кнез јудејски по име Никодим. И точно тој зборува за оваа тема, за трансформација. Зборува за еден обновен или преобразен живот. Па дури му дава и јасни упатства како треба да изгледа еден обновен живот. Иако Библијата ни открива дека сепак Никодим бил кнез јудејски, бил член на Синдрионот, бил по законот фарисеј, сепак не го разбирал Исус по оваа прашање што значи да се наново родиш или два пати роден. Но реков, со текот на емисиите ние ќе дадеме објаснување. Верувајте ми, почитувани, возлюбени, оваа тема е исклучително многу важна, затоа што Исус вели дека само наново родените луѓе ќе бидат дел од царството Негово. Сите останати, кои не се наново родени, ќе завршат во гехената или во суфурното огнено езеро заедно со пеколот. Потоа, сите кои има обновен живот, преку верата во Исуса Христа, нивните имиња се запишани во книгата на животот. Но ќе се вратиме назад. Како што реков, зборуваме за доста исклучително многу важна тема за која што и Господ Исус зборувал, реков, па дури се занимавале по оваа прашање и не само што се занимавале, туку го проповедале сето ова апостолите. И не само со зборови, туку тоа тие го докажале и со својот живот. Кога зборуваме за обновен живот, тогаш треба да биде вклучено Божјото свето тројство во една личност, а тоа е Таткото, Синот и Духот Свети. Значи, кога зборуваме за еден обновен живот, трансформиран живот, преобразен живот, тогаш ние треба да ги поканиме, да ги повикаме овие три личности. Тоа е Таткото, Синот и Духот Свети, за кој што Исус сам ни зборува во Евангелието на Јован дека тој ќе дојде заедно со неговиот татко и ќе направи трансформација во нашиот живот. Се разбира, ако ние ги повикаме овие три личности кои го составуваат светото Божјо тројство. Само да напоменам дека нема да зборуваме за светото Божјо тројство, кој е Таткото, кој е Синот, кој е Духот Свети. Иако оваа тема е исклучително централна тема во Библијата, но во некој од наредните емисии ние ќе можеме да се позанимаваме со оваа тематика или со оваа тема. Но викам, зборуваме за многу важна тема. Исус вели, ако некој не се наново роди, не ќе има можност да го види, ниту па да биде дел од Царството Божјо. Но тој пасус кој ни е запишан во Евангелието на Јован, ќе го оставиме за некој од наредните, се разбира, емисии. Сега заедно ќе отвориме во Евангелието, поточно во посланието на Јован, првата глава, и ќе читаме од 1 до 10. Зошто? Затоа што реков, кога зборуваме за еден обновен живот, тогаш треба да ги вклучиме или да го вклучиме Божјото свето тројство во една личност, Таткото, Синот и Духот Свети. И еве што ни вели апостолот Јован Богослов во своите посланици. Ке читаме прва глава од 1 па се до 10. Она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со своји очи го видовме, што го разгледавме и што раците наши го опипаа за словото на животот. И животот се јави и видовме и сведочевме. И ви го навестуваме вечниот живот кој нам ни беше откриен. Она што го видовме и го чувме, тоа ви известуваме, да и вие да имате заедништво со нас. А нашето заедништво е, внимавајте, со Таткото и Неговиот Син Исус Христос. Тоа ви го пишувам за да радоста ваша биде полна. А известувањето пак што го чувме од Него и вам ви го предаваме, а тоа е дека Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Ако речеме дека
со него имаме заедништво, а одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. Ако пак во светлина одиме како што е тој самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг имаме заедништво и крвта на Исуса Христа, неговиот син, не очистува од секаков грев. Ако кажеме дека немаме грев, се лажиме себе си и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Ако пак речеме дека не сме сгрешеле, него го правиме лажец и словото негово се разбира не е во нас. Ако добро се сеќавате зошто го прочитав, можеби ќе се постави прашање зошто го прочитав баш овој текст. Овој текст го прочитав со намера затоа што зборува за тоа заедништво кој го имале апостолите и тие даваат објаснување по прашање на заедништвото, со кого тие имале заедништво. Нивното заедништво било со Таткото, Синот, се разбира и Духот Свети. Потребна ни е соработка со Божјото свето тројство. Значи, потребна ни е соработка со Божјото свето тројство. Се поставува прашање како да соработуваме. Постојат ли елементи на соработка? Кога ќе ги поставиме овие можеби крупни прашања, тогаш сепак ќе почнеме да размислуваме, но оно што е многу важно и клучно за нас, Библијата е таа. Господ Исус е тој кој дава одговор на овие прашања. Ке зборуваме за првиот елемент. И без овој елемент ние всушност ниту можеме да дојдеме до Бога, ниту па можеме да се наново родиме. Ако се сеќавате, напоменав дека преку верата во Исуса Христа ние се наново раѓаме, стануваме Божји деца и наследници на Царството Божјо. Ке зборуваме за три елементи. Прво и основно, верата и покајанието. Кога зборуваме за верата и кога зборуваме за покајанието, тие одат заедно. Значи, тие одат заедно. Кога човекот ќе поверува, тој се кае за своите гревови. Во посланието на евреите еве што ни е запишено. А верата е подлога за увереност во она на кој се надеваме, убеденост во она што не го гледаме. А без вера не е можно да му се угоди на Бог, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние кои што го бараат него. Точно, всушност, ова е мисија, затоа и постои, да го бараме Бога. Почитувани. Тука и ќе завршиме со овој прв исклучително многу важен чекор. Значи, главни клучни елементи за наново раѓање се Таткото, Синот и Духот Свети. Но постојат и библиски елементи, клучни елементи за кои што ќе зборуваме во наредните емисии. Прво нешто што разгледавме и основно беше верата и покајанието. Ако човек не поверува и не се покае, тој не може да има заедништво со Таткото, Синот и Духот Свети. Затоа оваа вечер можете да го повикате Господ, да го повикате ова Божјо свето тројство, да дојде врз вашиот живот и да направи промена. Ке продолжиме во наредната емисија или наредните емисии кои се пред нас, точно да зборуваме за трансформација, да зборуваме за еден обновен живот. Што значи да се има еден обновен живот? Дали личноста, откако ке поверува и се покае, останува иста, или доаѓа преобразба во неговиот живот? Кога ќе видиме еден доста исклучителен пример со
гасеницата, ќе видиме и ќе ни стане многу појасно. Овој пример всушност ќе ни даде појасни знаци што значи наново раѓање. Затоа што, нели, пеперутката подоцна, всушност гасеницата подоцна може да стане и пеперутка. Затоа дотоаш имајте пријатна и благословена вечер. Господ нека биде со вас и Господ нека ве благослови и се разбере, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.